Ова е Памир, напуштена радарска станица од советската ера на Карпатите во Украина, на надморска височина од 1565 метри. Патникот и репортер Нил Бејли и фотографот Киран Ридли поминаа 15 километри од планинскиот пат за да ја видат оваа инсталација од времето на студената војна. Растејќи како деца, во време на студената војна секогаш имаше нуклеарни закани, шпиони и црвени. Да, тоа е мојата генерација. Изградена во 60-тите години како станица за воздушна одбрана, овие 5 куполи сега стојат како потсетник за амбициите на Русија. Последните обиди на советите да направат нешто. Сега Русија повторно го прави тоа. Тоа е споменик 40 години од оваа војна. Бејли и Ридли поминаа повеќе од 7000 километри во Украина, поминаа низ контролни пунктови, степски патишта на југ и излегоа надвор од патот на Карпатите. Мотоциклот помага. Навистина ги урива бариерите. Тој е добар мразокршач. Имате подобар пристап затоа што луѓето веднаш се заинтригирани, се прашуваат што прави овој агличанец на мотор. Бејли живее во Сат и тесно соработува со музеот за мотоспорта Барбер во Бирмингем, Алабама. Бејли патува низ светот на мотоцикл повеќе од 20 години собирајќи средства за добротворни цели преку неговата непрофитна фондација. Украина е 56-та земја што ја посетил со својот велосипед. Ова искуство ни овозможи да видиме нешто сосема поинакво, што не го гледав на социјалните мрежи или на вестите пред да дојдам. За повеќе од 4 недели тие разговарале со рудари и рибари. Ги посетија патеките за брзо возење и бомбардираната патека за мотоцикли во Буча. Се сретнаа со земјоделци во близина на Одеса и војници на рехабилитацијата во близина на Лавов. Разговарале со деца кои нашле за солниште во манастирот и се сретнале со пациенти од детската болница. Украина е посебно место. Луѓето тука блескаат. Виниција беше најтешката станица на нивното патување. Бејли и Ридли пристигнаа 3 часа откако руските проектили го погодиле центарот на градот, при што са гинаа десетици цивили.